Наши македонци во светот продолжуваат да нижат успеси и да не прават понатаму горти. Доцент доктор Бране Грамбозов е одличен пример за тоа како еден млад човек може од нула да стигне до врвот во врвот на медицината. Тој посветено работи во областа на медицината во Салцбург, Австрија, каде што секојдневно со голема љубов и професионализам се бори да спаси што е можно повеќе животи. Ружица Аџикотарева Ѓоршевска. Методи во медицината ја подкрепуваат надежта која го осветлува тунелот со нови шанси и можности за живот. На Универзитетската клиника во Салцбург неодамна е третиран илјадитиот пациент со иновативна форма на интраоперативна радиотерапија и тоа од страна на доцент доктор Бране Грамбозов, заменик директор на Универзитетската клиника за радиоонкологија во Австрија, заедно со професионалниот медицински тим. Методата се применува директно за време на операцијата и овозможува особено прецизно зрачење на подрачјето зафатено од туморот. Третманот се изведува со мобилен електронски акцелератор во комбинација со мобилен систем за тродимензионално снимање. Лекарите можат уште во текот на хируршката интервенција да го приспособат зрачењето на конкретната состојба на пациентот. Објаснува овој наш успешен македонец кој со голема медицинска стручност, знаење и посветеност придонесува за лекување на пациентите кои ја бараат својата шанса за живот во Австрија. За тоа дека новите медицински методи и достигнувања ги пробиваат досегашните бариери, известиле и најголемите австријски медиуми. Јавноста имала можност да се информира и за тоа дека 3D снимките направени за време на операцијата веднаш се пренесуваат во современ систем за планирање. Со тоа дозата на зрачење може индивидуално да се пресмета и да се приспособи во реално време, со цел здравото ткиво да се поштеди во најголема можна мера. Доцент доктор Грамбозов, родом Битолчанец, живи и работи во Германија па во Австрија скоро 2 децении, за кои успеа да се стекне и со висока академска и докторска титула во областа на медицината, која што за неговите години е вистинска реткост.